Ја, сите сте ми преку тасе, СДС това се. Белгари, иното гиши, сите Сашо ќе ва реши. Кога станувам со бајле, но гледало се гледам, ај си викам на... Каква трогателна изјава на Филипче, колку ме наслзи, колку ме наежи. Фика илиндинците се бореа за слобода и за правото на македонскиот народ сам да одлучува за својата судбина. Колку убаво кажано. Кај го препишавте ова, бе, Филипче, а? Викаш илиндинците се бореле за правото на македонскиот народ сам да одлучува за својата судбина. Па кој мој тогаш вие одлучувавте за судбината на македонскиот народ, откако бугарите ви шепнаа на лево увце што да одлучите, а? Кој ви даде право вие да одлучувате? Тоест, бугарите да одлучуваат преку вас за судбината на македонскиот народ. А? Кој ви го даде тоа право? И сега вие се ставате како легитимни наследници на илинденците. Со вакви изјави, дека се бореле за слобода и за македонскиот народ сам да одлучил за својата судбина. Вие сте, не само што сте предавници, туку сте и најголеми демагози што ги познава македонската понова историја. Вие немате никакво право ниту да се појавите тамо на тоа стратиште во Крушево, Македонија, Мечкин камен и другите локации, ниту имате право да давате било какви изјави поврзани со минатото, затоа што и ваша омилена реплика у последниве години е тоа дека не треба да се свртуваме ние кон минатото, како така ги цитираш илиндинците тогаш мајката. Па нели не ви треба минатото, што има да се свртуваме кон минатото? Така, нели днинава дај да ја гледаме? Оти минатото леп нема да ни даде? Европската Унија ќе ни даде леп. Откако претходно ќе се кажеме дека сме бугари и ќе се побугарчиме. Така, што е битно минатото? Нели за вас не е битно минатото? Името ли леп ќе ни дава? Минатото ли леп ќе ни? Илинденците ли леп ќе ни дава? Будали, ненормални. Загинале за слобода и за тоа нивниот народ да има право сам да одлучува за нивната судбина. Така? Па вие згора здола, кога дојдовте на власт, на брзина решивте да му го одземете тоа право на македонскиот народ сам да решава за својата судбина. Па се одлучивте вие да решите во неговото име. Така? Оти вие покажавте во тие турбулентни времиња 2018 година покажавте дека правото на македонскиот народ сам да решава за неговата судбина го множите со нула. Значи 0 по 0 0. Како и да земеш нула. Не е важно. Пошто важно е бугарите што ви шепнаа во лево уво и како ве насочуваше, што ви сугерираше Европската Унија за леп да имаме да јадеме. Така? Тоа е придобивката од вашиот придонес кон илинденската историја. Што го продадовте својот народ и му го одземавте правото на македонскиот народ да решава за собствената судбина, му го одземавте правото на неговиот суверенитет. И вие немате никакво право да му се обратите на македонскиот народ. А особено не од таа локација од кај што се обраќате. Немате право. Колку е минатото неважно во однос на народите, можете да видите, да се уверите во тоа секојдневно. Кога народи се држат до своите традиции, до своето минато ко слепи за стап. И народи кои тоа како се грижат, се борат да не ја загубат својата сувереност целосно. Затоа што сепак сега живееме во време каде што повеќето европски народи дел од својата сувереност ја имаат дадено под хипотека.
Кој на Европската Унија, кој на овој, кој на оној. Нема веќе суверени народи од типот какви што имаше можеби пред 40-50 години со таков степен на сувереност. Ни тогаш немаше скроз сувереност, да кажем имаше некој поголем степен на сувереност. Во ерата на глобализмот, во ерата на мултинационалните компании, на супердржавите, таа сувереност, поголем дел од неа се стави под хипотека, па сепак државите држат до себе. Кога ќе дое момент, кај што и она хендикепирана сувереност што има останато, кај што некој ќе се дрзне, ќе посегне по остатокот од неа, па реагираат жестоко. За вас немаше проблем. За вас буквално немаше проблем да подпишете се што посакаа бугарите. Не подпишавте. Баш се остана уште финалната четка за конечно и завезден да ги пречкртате македонците со црна боја. Само што тогаш свативте дека јавноста цела се сврте против вас, особено македонскиот народ, свативте дека ви се љулјаат столиците, фотелите, власта, дека ви се љулја, па малце ретериравте. Свативте дека сте готови. И 2 години од како ја загубивте власта, вие се вративте, тоест него ни напуштивте тој наратив кој што ве отера во опозиција. Вие уште го верглате тој наратив, дека не е важно минатото, зборувате за некое право за само одлучување на народот, право кое што вие најбрутално им го одземавте од раце. Кога буквално беше ерес у јавност да се каже именката Република Македонија без она северна. Ерес беше. Вие по директива кога излегувавте во јавност кажувавте минимум по 20 пати Северна Македонија. Отидевте по логиката на Гебелс, ако пробате доволно пати да го повторите тоа северна, дека никако ќе им се вреже во виугите на македонците, во енграмите, и дека македонците полека ќе се навикнат на придавката северна. Дури и во таков кошмар, во таков фантазам, во таква фата моргана живеевте. Дека ако вашите пушачи у партија, од најнискиот до највисокиот, ако доволно често повторуваат северна, дека полека народот ќе се привикне, па ги рече, па добро, па северна у реду е, па не е лошо тоа. Какви имбецили сте. Какви ретарди кога поверувавте во таа работа дека ќе се случи. И уште не сваќате дека овој народ тоа северна, промената на името го доживува како врвно велепредавство. Како ваше клекнување пред притисокот од соседна држава и од страна на меѓународната заедница, од страна на, Европската Унија и Соединетите држави. Мада мислам дека ќе немаше проблем да кажевте и не, Соединетите држави, баш тогаш нешто многу немаше да се возбудат, ако кажевте не. Повеќе ќе се возбуде ЕУ заради нивното милениче. Бугарија. Они ќе се возбуде, ама овие не толку. Ама вие си дозволивте. Се што не смеете да си дозволите. Ја не знам како воопшто уште имате грам надеж дека нешто толку ќе се случи екстремно, тектонско некое пореметување, политичко, да вие да дојдете на власт. Тоа не треба ниво највлажниот ваш сон да го помислите. Вие сте расчистиле со власт у Македонија. Нема таков ретардиран македонец кој уште еднаш ќе гласа за вас. Нема таква лага што може да ја смислат вашите татковци кои што ве плаќаат, кои што ве поддржуваат, кои што ве врбуваат, кои што ве индоктринираат
Нема таква лага што може да ја смислат, што може повторно да ги натера македонците некогаш да гласаат за вас и да донесат за власт, на власт. Ниту со приближно гласови. Вие сте осудени на тотална пропаст. И тоа ќе го видите уште на следните избори. Дали ќе бидат наредната година, дали ќе бидат регуларно време, ќе видиме. Ќе доживеете тотален колапс. Тотален колапс. И така и треба да биде. Тоа е редот на нештата, тоа е на што го заслужувате и што сигурно го имате заслужено. А за остатокот, дали ќе успееме да исправиме некој од гомнариите што вие ги направивте како велепредавничка власт, ќе видиме, времето ќе покаже. А јас се надевам дека тоа ќе се случи, затоа што ќе се случат сериозни тектонски политички промени, веќе се случуваат во светот. Кај што многу од досегашните правила на игра ќе бидат сменети, поредокот ќе биде сериозно, сегашниот поредок ќе биде сериозно доведен во прашање, веќе е сериозно доведен во прашање. Така што ќе се формира нов поредок, нови вектори на моќ, нови односи на силите во светот, ќе мора таа рамнотежа да се ревидира. Така што со тој памет вие нигде нема да стигнете. Ви посакувам на сите среќен Илинден. Освен на оној дел од македонскиот народ кој што реши да ги предаде сите идеали на илинденците и кој што во 2018 година буквално се стави целосно на страната на непријателите на македонскиот народ. Фала многу.